Добар ден, ученици! Денес ќе зборуваме за ефектот на течностите врз ртењето. Ова е лекција по природни науки за учениците од 5-то оделение. Денес ќе продолжиме со истражувањето на растот на растенијата преку проучување на ефектот на течностите врз ртењето на семињата. Најпрво да се потсетиме, со помош на што научниците истражуваат? Научниците истражуваат со помош на методи на научно истражување. Секое истражување се одвива во 7 чекори. И тоа: првиот чекор е поставување прашања. Прашања од типот што, зошто, дали, како или кога нешто ќе се случи. Потоа, второ на ред доаѓа предвидувањето или предпоставувањето, односно хипотезата. Што ќе се случи? Значи, со вториот чекор, ние предпоставуваме што би можело да се случи. Третиот чекор е планирање на истражувањето, односно што ќе истражуваме, како ќе истражуваме и со помош на кои средства и инструменти ќе истражуваме, односно што ни е потребно за да го спроведеме истражувањето. Четвртиот чекор е наблюдување. Ние во тој чекор ги наблюдуваме промените во текот на истражувањето кое го спроведуваме. Петтиот чекор е забележување на резултатите. Тоа значи дека забележаните промени во текот на истражувањето ги запишуваме или описно во тетрадка, или бројчано во табела, или пак на диаграм. Шестиот чекор е анализирање на резултатите. Внесените резултати ги анализираме, односно ги анализираме податоците и резултатите што сме ги внесле за време на истражувањето. И последниот и седмиот чекор е донесување на заклучок. Од анализата на внесените податоци при наблюдувањето ние извлекуваме заклучок за истражувањето. Ефектот на течностите врз ртењето на семињата ќе го докажеме со помош на фер тест. Да се потсетиме. Кои променливи ги содржи еден фер тест? Секој фер тест содржи 3 типа на променливи или варијабли, односно состојби што се менуваат. Првиот тип е независна променлива. Тоа е онаа променлива состојба која ние ја менуваме со цел да видиме како таа влијае на зависната променлива или варијабла. Вториот тип на променлива е зависна променлива. Тоа е онаа променлива состојба што ќе ја следиме во текот на експериментот или истражувањето, како што ќе се менува и истата ќе ја мериме или ќе ја наблюдуваме. Третиот тип на променливи се контролни променливи. Тоа се сите оние променливи состојби кои можат да влијаат на зависната променлива, но ние ги држиме под контрола со тоа што не ги менуваме. Кај истражувањето на ефектот на течностите врз ртењето на семињата, треба да знаеме што ќе истражуваме. Ние ќе истражуваме како течноста, односно водата, влијае врз процесот на ртење. Потоа, што треба да имаме за да го направиме ова истражување? За да го направиме ова истражување, треба да имаме семиња,
Најдобри се тие што ртат бргу, како семињата од леќа, граф, грашок, жито и други. Потоа, мали садови, например, стаклени или пластични прозрачни чаши. Потоа, фотоапарат или мобилен телефон со опција за сликање на промените. Потоа ќе ни треба земја или почва, или памук за садовите, каде што ќе ги ставиме семињата. Потоа ќе ни треба ленјир за мерење на должината на изникнатите или изртените растенија. И на крајот секако ќе ни треба вода за наводнување. Мора да забележиме дека количеството на вода што ќе го додаваме мора секогаш да биде исто. Например, 1 или 2 супени лажици вода секој ден во зависност од типот на садот каде што се наоѓаат семињата. Кои се трите типа на променливи или варијабли кај истражувањето на ефектот на течностите или водата врз ртењето на семињата? Кај овој експеримент имаме 3 типа на променливи или варијабли. Тоа е независна променлива или количеството вода што ќе ја додаваме или пак не во садот со почва и со семиња. Потоа, зависна променлива, тоа е мерењето или наблюдувањето на бројот на изртени семиња и мерењето на должината на најизраснатото растение од прортаните семиња. Значи, не само што ќе го броиме или што ќе го одредуваме бројот на изртените семиња, туку во овој експеримент ќе мериме и должината на најизраснатото растение од проартаните семиња. Тоа се 2 зависни променливи. Третиот тип е контролни променливи. Тоа се променливи услови кои што ние ќе ги држиме под наша контрола. Тоа се температурата или топлината во просторијата каде ќе бидат садовите со семиња, потоа осветленоста во просторијата, како и количеството на почва или памук во садовите каде што ќе ги сместиме семињата. Кај овој експеримент, семињата ги засадуваме во 2 идентични сада, при што само во левиот сад ставаме вода, а во десниот сад не. Ајде да размислиме и да предпоставиме што ќе се случи во нашиот експеримент. Кои семиња ќе прортат? Тие што ќе примаат вода или тие што нема да примаат вода? Која е нашата хипотеза, односно предпоставка? А сега да го видиме видеото од спроведениот експеримент за да извлечеме заклучок. Прв ден го ставаме семето во 2 сада, при што семето во левиот сад прима вода, а во десниот сад не прима. Значи имаме 2 групи на семиња во овој експеримент. Втор ден, во левиот сад налеваме малку вода и забележуваме набабрување кај некои семиња и пукање на семеновата обвивка. Во вториот сад немаме никакви промени затоа што не сме ставиле вода. Трет ден. Во левиот сад скоро половина од семињата се прортени, додека во десниот сад промени нема. Овде забележуваме дека некои семиња побрзо прортуваат од други семиња
и во 4-тиот ден семињата кои проортеле во левиот сад ги отвараат и првите ливчиња, а во десниот сад промени пак нема. Поради тоа, ние ќе ја мериме и должината на најизраснатото бебе растение од семето кое што проортело. Во 5-тиот ден, семињата од левиот сад, кои проортеле први, се извишуваат нагоре, а и другите семиња проортуваат. Во десниот сад се уште нема никакви промени. Затоа овие два сада се поставени едно до друго, за да бидат изложени на идентични услови, освен на додавањето на вода. 6-ти ден, семињата од десниот сад воопшто немаат проортено, за разлика од тие од левиот сад, кои веќе преминуваат во фаза на садница. Гледате дека овие мали бебиња растенија веќе убаво се извишиле и преминуваат во фаза на садница. Резултатите од наблюдувањето на експериментот ги внесуваме во табела. Оваа табела има 6 колони за секој ден од експериментот и имаме два реда. Првиот ред се однесува на бројот на проортени семиња од садот со вода, тоа е левиот сад, а вториот ред се однесува на бројот на проортени семиња од садот без вода. Тоа е десниот сад. Вие, ученици, овој експеримент можете да го спроведете и во домашни услови, секојдневно да додавате во едниот сад по 1 или 2 супени лажички вода и секојдневно да го броите бројот на ново проортени семиња, како и должината на наизникнатото бебе растение, бидејќи секогаш ќе имате растенија кои што први проортуваат и кои што најбргу растат, односно најмногу растат во однос на другите семиња од групата. На крајот од секој ден ја мериме должината на растението кое од изртените семиња израснало највисоко, односно ја мериме достигнатата максимална должина и резултатите можеме да ги прикажеме во столбчест диаграм. Ќе видиме дека на првиот ден 1 до 2 семиња кои што успеале да прорастат, значи бебенцата растенија имаат 1 до 2 мм должина. На вториот ден тие имаат 2 до 3 мм должина, мислам на најизрастените бебиња растенија. На третиот ден имаат до 7 мм должина, што значи веќе најкрупното бебе растение речиси е 1 см долго. На четвртиот ден највисокото бебе растение има околу 3 см должина, односно поточно имаше 2 см и 7 мм должина. На петтиот ден највисокото растение од целата група имаше 7 см и 2 мм или 7.2. И на шестиот последниот ден, кога веќе најголем дел од тие бебиња растенија преминуваат во втората фаза од животниот циклус на растението, а тоа е фаза на садница, највисоката садница од нив е долга околу 8 см и 7 мм, значи 8,7. Овој столбчест диаграм исто така ни покажува дека растот на семињата, односно на растенијата од семињата,
е најбрз и најинтензивен од 5-тиот ден на експериментот. Што ни покажува овој експеримент? Овој експеримент ни покажува каков ефект има течноста, односно водата, врз стапката на ртење на семињата. Какви променливи имаме во овој експеримент? Во овој експеримент имаме 3 типа на променливи. Тоа е независна променлива или водата што ја додаваме на семињата, зависна променлива или состојба која што се менува под влијание на независната, тоа е брзината на ртењето или растот на бебето растение, и третиот тип, тоа се контролни променливи, количеството на почва во садовите, бројот на испитувани семиња и количеството на светлина и топлина во просторијата. Колку групи на семиња има во овој експеримент? Во овој експеримент има 2 групи на семиња, и тоа експериментална група, тоа се семињата кои добиваат вода, во нашиот случај во левиот сад. И втората, тоа е контролна група, тоа се семињата кои не добиваат вода или во нашиот случај во десниот сад. Што заклучивме од овој експеримент? Од овој експеримент заклучивме дека количеството на течност што го добива семето влијае врз стапката на ртење на семињата. Тоа значи дека семињата нема да ртат ако не примаат течност или вода во нормални количини, бидејќи прекумерното додавање на вода може да доведе до гниење на семето, со што тоа ќе биде уништено. Од друга страна пак, ако семињата не примаат вода, тие ќе останат во истата, така наречена латентна или заспана состојба и нема да прорастаат. Што значи тоа, деца? Тоа значи дека за да може едно семе да проарти, потребно е да добива нормално количество на вода, односно течност, бидејќи прекумерното додавање на вода на семето може да доведе до негово гниење и умирање, но исто така и недодавањето на вода може да го остави семето во неговата првобитна, односно латентна или заспана состојба. Пријатно учење, ученици, ви посакува вашата професорка Нетка Димовска од Маршал Тито Струмица.